перцепцијата кај граѓаните е дека сите овие теми им се многу важни: социјална политика и вработување, животна средина и климатски промени, слободно движење на стоки, земјоделство и рурален развој, заштита на потрошувачи и јавно здравје. Се намалил бројот на оние кои би сакале да слушаат од новинар која следи темата на ЕУ за разлика од пред 3 години. Перцепцијата за општата насока бележи благо подобрување, но останува доминантно негативна. Поддршката за ЕУ пораснала во 2026 година. Оние кои сметаат дека е најдобра развојна алтернатива се зголемени исто така. И очекувањата за членство во наредните 5 години се зголемиле, што кажува на делумно враќање на оптимизмот. Сепак, кажувањето кажува парадокс. Расте поддршка на политички информации, меѓутоа социјалните мрежи остануваат убедливо најкористен интернет извор за политички и европски теми. Превртевме државата, бидејќи организиравме серија на активности во сите 8 статистички региони, кои што беа од тренинзи до обуки, до презентации, до панел дискусии. Имаше особено засилено присуство на дезинформации, големо појавување на лажни вести, понатаму засилено присуство можеби на странски медиуми или медиуми кои што не толку работат во насока на известување и секако на поттикнување на една квалитетна политичка дебата и дебата околу ЕУ интегративниот процес на нашата држава. Во однос на сето тоа што го презентираше и Димитар, споредбено со двете истражувања кои што беа правени во 2023 и она истражување кои што го работевме сега, забележуваме дека тој евроскептицизам постои како кај граѓаните. Ако сега имаме 300-400 онлайн медиуми, што ќе се случи за 3, за 5 години, колку ли ќе броиме? Македонија и без тоа мислам дека има најголем процент на медиуми по глава на жител. Капацитетот и одговорното новинарство според мене може доколку се зајакнат редакциите, доколку се здружат. Крушево нема ни еден новинар. И сигурна сум дека има уште градови такви, за кои ние ништо не слушаме на овие големите медиуми, условно речено во Скопје. Популарен тиктокер, па ќе рече која теткава сега да ми кажува што да правам, но еве ќе ја проболтам и таа кнетла, да видам каква ќе биде таа комуникација и дали ќе успееме да најдеме заеднички јазик.